Божи благослов уште еднаш, браќа и сестри. Најнапред оваа презентација ќе ја отвориме со дечкиот хор што се наоѓа во Хагота, или поточно сите дечиња во тој округ што се од Романија, кој што се на огромен благослов за таа црква. Во кратки црти за Хагота, периодот кој што помина од 28.7. до 7.8. Јас и мојата сестра во пред самото гостување кога го имаше брат Андреа тука и кога повика дојдете браќа и сестри на кампот во Романија. И со мојата сестра Ивана се договаравме дали ќе идеме на одмор или ќе идеме на камп во Романија. И како што беше Божјата волја, одбравме да одиме на кампот во Романија. Го земавме одморот кога се одвиваше самиот камп и добивме локација од брат Андреа за Хагота, каде што се наоѓа. Оддалечен од кај нас 1008 километри. Негдека се патува околу 13 сати, нели, доколку ги знаете прекршуците во Романија каде што може да ги направите, ама ние патувавме првиот пат 17 сати, зашто возевме прописно.
Инаку Хагота, самото место каде што се наоѓаат брат Андреа и други 6 фамилии моментално се таму, затоа што од септември се очекува некоја нова пандемија и си ги собрале родителите на останатите присутни таму што се, и вкупно се 6 фамилии. Инаку главни тројца се Андреа, Дорин, дечкото што беше тука, и Стас. Секој Стас или Станислав, они го викаат Стас и ние така го запознахме како Стас. Следниот слайд. На самото патување кога влеговме во Романија, во второто село, на самиот пат се наоѓа бисерика или црква, адвентистичка црква, и ни остави впечаток, дури се вративме назад за да ја сликаме. Исто впечаток што ни остави за Романија, во секоја нива, во секој двор или на бензинска може да видите крст. И баш присутните во Хагота што беа ги прашавме што е символот што баш во нивите има крст. И вика тука во Романија веруваат луѓето дека доколку има крст и доколку вика даваат во нивните цркви прилози, дека ќе бидат многу побогати и поблагословени. Инаку ова е халата или шаторот каде што се одбива самите настани и проповети. Сакам да го споделам нивното искуство, инаку они наназад 10 години прават кампови. Ова сега што ги гледате на сликите немало ништо. Буквално немало ништо. И брат Андреа имаше кажано, доле подот што е USB панели, пред да почне кампот, значи во средата, биле на некој стовариште. Мислам дека биле Стас, Дорин и Андреа и отишле кај собственикот на стовариштето и кажале дека ја објасниле целата ситуација, дека ќе се одвива камп и дека кога фаќа невреме, кога има дождови, во самиот шатор од доле влага многу вода и не може ниту да се стои, ниту да се клечи на молитва. Инаку оваа хала е долга 26 метри на 10 метри. Вкупно е 260 квадрати. Секоја година инвестираат и има многу работа, многу финанси и кога отишле кај човекот на стовариштето, рекле господине, ние имаме потреба од таа и таа квадратура, ќе се има камп, доаѓаат поројни дождови, не можеме да го одржуваме тој камп и колку ќе не чини доколку купиме USB панели од кај вас. Ја прави математиката и вели ќе ве чини 5000 евра. Се погледнале меѓу себе и кажале извинете, ма ние немаме толку пари. И плюс таква ни е состојбата, немаме толку финанси, а по тие панели да се стават гредите коштат 1500 евра. Вкупно 6500 евра без работна рака. И човекот почнал да се чеша по глава и вели, знаете што вика, пред да почне пандемијата, еден мој пријател ми нарача USB панели, ама си уште ги нема земено. Точната квадратура на вас што ви треба. И вика, може ли да ви ја дадам по старата цена, не од поскапувањето кога што е, туку старата цена. Колку ќе изнесува старата цена, ако ви одговара, ви одговара. 2500 евра. Само за тие USB панели. И рекле, за 2500 евра може да платиме, ама за 5000 евра не можеме да платиме. 28.7. е четврток, а на 27.7. тројцата 7 часа го ределе овој пот. Од кој гредите ги добиле гратис од некој пријател, како донација, и вика да заблагодариме на Бога што имаме каде и да кликнеме, каде и да се собереме, инаку во саботата вечер, такво невреме фати, се тресеше цела хала и мислам дека не би било возможно без тој пот да се одржи тој семинар. Горе на сликата лево има две куќи, од кои во левата куќа живеат 3 фамилии со 3 посебни влеза, а десната куќа име каде што имале мисионско школо и таму биле присутни семејствата. Инаку минатата година имале мала трагедија.
Во левата куќа сега е приспособена за 3 фамилии, инаку пред тоа била каде што има сауна и тучеви за самите студенти да ги обавуваат своите потреби. Зимата им се запалила таа куќа од самата сауна и изгорела скрос. Фала на Бога, немало жртви. Инаку со свој личен труд го има това постигнато. Горе десно има исто реката поминува низ нивниот двор, инаку од таа река се пие вода, питка е водата. Имаат исто и бунар ископано 40 метри. Тие велат дека оние конзумираат таа вода од реката, ама бидејќи сега има многу народ и дека е потребен бунарот да се користи. Вториот ред доле, тука се насадени јаболки. Таму до јаболките имаат насадено злачини, инаку од овоше има јаболки и боровинки, затоа што климата кај нив летно време е 25 степени, а навечер е дури до 10 степени. Не е баш така топло како кај нас. Таму се наоѓа куќата каде што се другите 3 фамилии, од кои едната е братот Андреа со неговото семејство. И убаво уредено е, инаку мислам дека и брат Андреа го имаше кажувано искуството кога го добиле овој имот, куќата, двата дела ги немало и било само средишниот дел, каде што биле сместени 10 луѓе, користеле едно веце и на самиот имот кога ќе се згазнело се пропаѓало до колена. Сами носеле камења од реката за да го тампонираат патот и да изгледа денес вака како што е. На оваа слика тука десно во средниот ред, они го викаат срцето на самиот објект, затоа што тука се наоѓа котелот кој што работи на Строготини и имаше топла вода 24/7, а инаку зимно време го користат како парно. Оваа слика тука е каде што децата имаат рекреација. Следната слика е тука малку се гледа зашто беше на сам почеток сликано, инаку неколку шатори се, ова беше се полно и со коли, и со приколки, и со шатори. Тука може да се види подобро куќата, патот до куќата што е. Тука е, ова се тоалетите и тушевите каде што они ги сработиле, за да може да имаат сите кампери подобри услови да имаат. Позади тоалетите исто се наоѓа плацот каде што се боровинките, инаку се стига од оваа страна. Од самиот влез имаат насадено цела плантажа со боровинки, имаат и наместено систем капка по капка. Еве тука може да се види од оваа страна се колите, реката, па шаторите. А од тука на оваа слика, долниот ред, левата слика што е, тука се стига до самиот шатор, каде што бевме, тоест халата, каде што беше целата служба обавувана. Инаку самото место има надморска висина од 750 метри до 800 метри надморска висина и воздухот е премногу чист. Не можеме да се споредиме колку е убаво. Инаку си имаат собствено производство на зеленчук. Да, тоа е шаторот, каде што се обавуваше службата. А ова се фолиите каде што имаат садено, во едната има само садено патлиџани, во другата има садено патлиџан, пипер, краставица, во другата фолија исто имаат садено и тиквици и патлиџани. Имаат насадено и еден ред како јагоди, ама нешто дали не се успешни како кај нас, инаку многу сакаат македонска смоква. И ова место сами го одржуваат. И баш прашавме како да се живее толку луѓе на едно место, пошто има стварно многу работа и баш тоа го разговаравме со Дорин, фала на Бога што ни даде дух на разбирање. Баш еден од негов колега од Молдавија што е, вика како се разбирате? Па добро ни мрдат рацете, имаме и некои заеднички зборови, така се разбираме.
вели дека премногу е тешко, толку многу карактери, толку многу луѓе на едно место да се, сите се различни. И вели, ама кога ја имате истата цел, кога сте заедно со Бога, све се надминува. И баш кога бевме присутни, можеше да се осети Божјото присуство и луѓе кои што може да ги видите со целосно предадено срце на Бога. И сите овие искуства они што ги имаат се благодарение на нивната вера и заедништво со Бога. Бог прави невозможното возможно да стане. Ете ги боровинките може да се видат што ги работат. Инаку они како што велат најак антиоксиданс и помага за чистење на кардиоваскуларниот систем, за сите тромбови да се разградат и да нема проблеми со срцеви или мозочни удари. Инаку имаат прекрасна борова шума, густа борова шума имаат и вика кај нас има две бои, вика во текот на целата година. Или е све бело, или е све зелено. Друго вика нема. Инаку оваа куќа не можевме, мислам, не сме пропуштиле да ја сликаме целосно како е што е. Тука се делеа оброците. Ова не беше појадок, тоа не беше како вечера. Инаку нивните сопруги се од Молдавија, само Андреа од Румунија и вика фала на Бога што не донел на ова место и храната беше по рецептите од Молдавија. На нас ни беше многу чудна, пошто не вообичаено е кај нас да се става целер пашканат во секое јадење или црвена пиперка, не знам дали беше ајварка или некоја друга врста на пиперка. Чуден вкус, ама многу вкусно. И секој од сопругите имаше свој тим и беа задолжени за доручек, ручек и вечера. Инаку јас мислев дека сме негде околу 60 луѓе, на крај скочи дека сме 160 луѓе. Мојата проценка била погрешна, а за време на викендите достигнуваше до 300 присутни, може и повеќе луѓе. И сето тоа заеднички го реализира. Инаку во оваа куќа, освен што служи како кујна, додека не се негдека на гости во саботите, имаат просторија каде што е нивна црква, ги обавуваат богослуженијата, имаат и детско. Во текот на седмицата, пошто на тој имот има 7 дечиња, и имаат homeschooling, таа просторија користат како училница. Нивните работи се, нивната училишна работа е од 9 до 1 часот и затоа се задолжени нивните мајки, некогаш помагат и нивните татковци кога е потребно да се обавуваат училишните обврски. Како што кажав, од 9 до 1 часот и децата им се задолжени исто кој свири на виолина, кој на гитара, кој на флейта и исто кажаа дека многу вложуваат во децата. Мислам дека 2 пати во неделата ги собираат тие дечиња што беа хорот, вежбат 2 пати во неделата црковни песни. Инаку од различни места се и мислам дека еден како волонтер, дека тие што не се толку имотни за да може да ги донесат на самото место, дека ги собира сите дечиња и ги носи за да вежбаат. И затоа хорот им е така благословен и толку прекрасен. Да, и после школа баш викам, добро, што активности имаат, викам, ете од 9 до 1 на училиште, после вика помагаат дома, вика ги знаат сите работи, вика утре ден за да се снајдат, знаат вика да си готват, знаат да го држуваат дворот, ги знаат сите домашни активности, викам па добро, ете ако не сакаат да работат, вика има едно ставче и тоа ќе каже не, ти ќе чукнеш и ќе кажеш да. И вика, па, тој ќе каже не, ти ќе чукнеш 2 пати, ќе кажеш да, сакаат да работат. Има добра мотивација. Инаку, со Ивана имавме можност да се прошетаме до соседното село. Инаку патот малку име тие 18-20 километри баш и не добар и не е добар за возење, има многу дупки и се надеват во блиска иднина дека ќе им го асфалтират или подобрат патот. Најблиските соседи им се една Пилана и тоа е исто мало селце. Нема, мислам, многу жители, на некои си 2 километри се оддалечени од нив. Инаку, на вториот ред може да се види дека тоа е дел од задниот дел на дворот. Во Хагота. Колку површина има? Па, мислам дека е многу голема.
Не прашавме за точната квадратура, ама мислам дека околу некои си 4, од 4 до 8.000 квадрати, мислам дека има дворот. Може и повеќе. Повеќе. Многу голема површина и има многу голема и обврска и работа. Инаку беа исто, може некои делови ги испуштив да ги кажам, како што кажав дека се Андреа, Дорин и Стас, едниот е задолжен за духовниот раст, другиот е задолжен за градежните работи, третиот е задолжен околу земјоделието. И вика, ние сме тројцата, вика, распоредени сме. Но, кога еден работи, во неговата бранша тој е главен. И тој кажува другите што да работат. Инаку на секого си помагаме. Битно имаме еден, вика, кој што не води во тие работи, вика, за да ги обавуваме и затоа, вика, безпрекорно функционираме. Исто така мислам дека дечињата им одат на музичко, дали 2 пати во седмицата, за да вежбат, баш дека најблиската продавница е 50 километри од нив. Мислам дека 50 километри оддалечена. И викаме, првото градче е околу 50 километри, каде што има подобро снабдени маркети, за да може да се набават основните намирници. И викаме, добро, како функционирате? Толку многу луѓе, сигурно треба многу продукти да се набават за да функционирате. Вика, па 2 пати во неделата, вика, кога ги носиме децата, дали вика на спорт, пливање или на музичко, во тие денови, вика, си набавуваме и намирници за нас. Следно, меѓу мене и тебе ќе има песна, пушти го Марко. Тука е децата како си играат. Имаше многу дечиња. Инаку таа жена што е таму, има 3 сина, од кој едниот е тинејџер, и тие пред 2 години си имат вратено од Англија. Живееле во Англија и си имат вратено од Англија и живеат на едно место во Романија, не ми текнува како се вика. И она кажува дека си имат вратено затоа што системот во Англија за децата е катастрофа. Имаат исто homeschooling и вика многу е напорно, земале некој плац и вика немаме комши, само ние сме. На некои си 20 километри, вика, ние првиот сосед. И вика има доста вика, многу е напорна, вика, работата околу децата, да ги изведеш на прав пат, да ги држиш, вика, во духовна состојба и кај нив сопругите не работат, туку се посветени буквално за децата. Од образование, од духовен раст, инаку имавме 2 пати извиднички оган. Гласот е на Андреа. Одлично пее. Ја водеше цела група. Песните беа за славење на Бога. Сада да чутиме да може да снима.
Ajde. Тук имаше троица четворица в устри ден, што се родени, па им пеа песни. Мили поток по-нашки. Инаку, вината зашто јас се најдов во Романија е овој дечко тука. Инаку ова е Марко, што ни го сподели искуството Андреј за дечкото што дошол од Италија, а нит знаел англиски, нит знаел добро романски, знаел само по некој збор. И баш со Ивана кога коментиравме што ќе правиме, како ќе правиме, дури 3 пати додека патував си викав: Елена, кај си тргнала? Кај си тргнала, што ќе правиш во Романија? Нити знаеш добро да разбереш англиски, од румунски ништо не знаеш. И баш во глава ми беше, кога можеше Марко да стане толку добар мисионер, што не го знаел јазикот, оди, види, па после збори. Инаку бевме тргнати само за на 3 дена да престојуваме во Романија, а останавме и сакавме да останеме уште плюс 2-3 дена, од тие 10, но бидејќи се расипа времето и не отидовме. На првиот оган, кога бевме собрани, инаку Марко и научил и добро романски да зборува, но научил и англиски. Научил да разбира, но вика потешко ми е зборувањето. Ке ми извинете, вика, доколку некој збор не знам. И ние викаме, нема проблем, Марко, колку знаеш толку, колку знаеме ние да те разбереме толку. И баш Марко, како се најде, викам, тука ти во Романија? Како стана, викам, толку добар мисионер? Мене ни на крај памет дека тој е тој истиот Марко Андре што ни го сподели искуството. И Марко викам, од каде научи италијански, чим толку знаеш италијански? Тој вака ме гледа бледо зелено и вика, италијанскиот мене ми е прв јазик, мајчин јазик. И ја вака го гледам, вика, инаку ќе ви кажам искуство, како стана, вика, како дојде, вика, до сето ова да дојдам ја во мисионското школо. И ја вака го гледам мисионско школо и вика, инаку јас бев, вика, рагби играч. И ја вака му велам, Марко, престани, знам кој си. И викам, дали мајка ти е толку младолика? И вика, да, дури вика ми е права дека ми е девојка, од толку вика млада што изгледа. И викам, знам кој си, тој вака ме гледа, од каде знаеш? Андреја, кога беше во Македонија, сподели искуство за тебе, дека кога бил во посета на Италија и дека бил сместен кај вас и вака ме гледа, тој не знаеше Андреја дека го збори во искуствата и викам, Андреја кажа за тебе, викам дека си одличен мисионер, инаку има сопруга која сте запознале на мисионската школа, која се вика Клаудија и заедно работат низ Италија. И баш ги презентираше неговите искуства и тој беше толку фасциниран и вика, јас не знам зашто се наоѓам тука, викам, и јас 3 пати се прашувам, викам, зашто одам, викам, во Романија, и вика, и си уште не знам, вика, зашто сум присутен на овој камп. И вика, но да ти кажам, вика, со ово искуство, вика, големо охрабрување ми даде. Вика, јас да сум причина за некој, вика, да дојде, вика, на овој камп, да го охрабрам, вика, за да биде присутен. Викам, за моје лично охрабрување, инаку да ви кажам дека пред да тргнеме за Романија, баш имавме Ивана почна да се пакува, а јас бев со мислата дека јас имам чувство како да нема да патувам нигдека. И баш се туфкавме, пошто на 19 јули последната комуникација не беше со Андреја и вика, наскоро ќе ви пратам локација каде треба да дојдете. И јас дента среда, а треба после полноќ четврток да тргаме на пат, а ни Л од локација пратено. Доаѓа 8 сат на вечер и татко ми вика, деца, легнете да спиете, ако идете на пат, треба да сте наспани. Ја викам, мене не ми се спие, викам, неверојатно нема да патуваме. Вика, што збориш? Па нема да патуваме. И едно време викам, не, ова се, викам, наши мисли. И викам, Ивана, нешто ме тера однатре, викам, да се помалам, нека биде како што е Божјата волја. Ивана вика, бе, јас се пакувам. И ја викам, ти пакувај се, спакувај ми мене, јас не знам што ќе ми ставаш, викам,
за носење, ако се пакуваш ти, спакувај ми мене, викам, јас се осеќам како да нема да одиме на пат. И Ивана вика, ајде, и баш се помоливме, викаме, Господе, да не биде ние како сакаме или како мислиме, туку како е твојата волја, така нека биде. И нашите се спремаат да си легнуваат, веќе дојде 9:30 саат, и ја викам, изгледа одлуката е да не патуваме, сабајле пак ќе се видиме. Кај нас 10 часот, кај нив 11 часот. А татко ми дента, значи не биде толку горделива, прати една порака, праше го Андреа дали ќе ви прати локација. Ја викам, тој ако сака да прати, викам, наскоро, 19 јули, викам, до 27 јули, имал долго време, викам, за да прати. Кога е тоа наскоро, викам, јас не знам. И вика, прати една порака, и му праќам порака на Андреа, викам, Андреа, ние планираме околу полнок да тргнеме за Романија, дали ќе сакаш да ја пратиш локацијата? Тоа беше 3 на пладне. Нема одговор. И негде кад 10:10 вечерта, нивно 11:10, и ми стига локација. Вика, наскоро ве очекуваме да се видиме. И ја викам, Ивана, да не заспа, вика, не можам да заспиам. Ајде, викам, ќе одиме. Вика, сега одиме или не одиме? Па и така, викам, Андер одговори на пораката, викам, изгледа треба да одиме. И отидов до кај нашите и викам, да не заспавте случајно? И вика, не. Викам, ние тргаме на пат. Ајде, вика, што ви стана, вика, сега. И викам, добивме одговор за локација и тргаме, викам, на пат. И иако бивме неспиени 2 дена и 1 ноќ, пред да тргнеме се помоливме Господа да не одржи будни за да не направиме некоја глупост по пат. И фала на Бога стигнавме, инаку последните 4 километри, последните 400 метри, викам, Ивана, овој пат нема крај, и јас викам, сакам да си се вратам, затоа што викам ми се смачи, викам, од толку возење. Ивана вика, зарем ќе се вратиш? Мислам, викам, уште еден ден дека ќе издржам возење, викам, да си одиме дома. Не знаеме кај идеме, викам, знаеме како идеме, викам, ама не знаеме како изгледа местото. Ивана вика, ај повози уште малце, вика, мала е релацијата, вика, како ще покажува. Толку помина 400 метри и стигнавме на тој камп. Фала и слава на Бога, им благодарам и на моите родители што се молеле. Не ќе да го кажам ова и се извинувам што ќе плачам. Но Бог си има план со секого. В изминатите 11 месеци имаше преголема тага во моето срце. Бев начисто скршена по загубата на мојата сестра и мислев дека нема да можам да продолжам понатака во живот. И си велев, Господи, има ли крај за мојот живот? Многу ми е тешко. Извинете, старно не сакав да плачам, но појако е од мене. И на ова место во Хагота, каде што бев, луѓе, не знаете што се случи со мене. Првиот ден толкова тежина имав, толку многу ми се плачеше и викам, што направив, зашто дојдов тука? Не дојдов, викам, ниту да раскажувам што се случува со мојот живот. Никако што е. Толкова тага, толкова тежина, мислам дека ќе ми пукнеше срце. Во овие изминати 10 дена, 11 што ги поминавме во Хагота, јас до сега бев необратена христијанка. Можам јавно да го кажам тоа. Ова што го видов сега. Имаше утринско молење, тоа Ивана ќе го каже. Оче сипал до 7 часот. И викаме, дојдени сме, не сме дојдени за спиење. Имавме малку време, околу 7 часа да спиеме. Вика, во сипал почнува молитвата, имаше вовет на стихот, Ивана ќе го кажува тоа. Јас присуствував на 2 утрински молитви. На едната молитва јас плаче пола саат. И викам, Господе, со волкава тага, викам по мене, со толку гревови натрупани на мене, каде сум јас и што барам? Луѓе, вие не знаете што се случи со мене. Како старата Елена да искочи од мене. И можам да кажам дека едно што се вратив преобразена, друго се вратив со радост во срцето. И баш кога зборев со моите родители, и викам, не е убаво да го кажам, ама ќе го кажам. Викам, дојдов со толкава тага, викам, и толкава скршеност, викам, моето срце се зацели. И баш почнав и тогаш да плачам, вика, не плачи. Мајка ми кажа, вика, му благодарам на Бога, тој е одговор на мојата молитва. Да ги исцели, вика, моите деца. И слава и фала на Бога,
И презадоволна сум што бев на овој камп и му благодарам на Бога што ги исполни нашите молитви, молитвите на моите родители, што се вративме живи и здрави. И исто сакам да го споменам и брат Илија, братот на детка Перса. Тој четврток, петок и сабота и недела беа присутни и со него доста разговаравме и си разменивме искуства и баш за обратувањето зборевме. И вика: сестро, дали ние сме вистински адвентисти, дали сме вистински христијани, дали сме вистински обратени? И јас викам, тоа треба секој прашање еден на друг да си го кажеме. Бидејќи од тие параболи што ги збореше пред Андреа, многу има, не е само кај нас, има во сите цркви каде што има раздор меѓу верниците. Нетрпение. Има кавги. Вика, во некои цркви доаѓа до тепечка меѓу верниците. Дали е тоа христијанско? Дали е Божјо? Доколку ние вистински си го предадеме срцето на Бога, сите ќе ги сакаме. Нема кон никого да имаме мржња. Вистински ќе ги сакаме. Секој ден наш да си се запраша дали го имам вистински предадено и обратено моето срце. Амин од мене, Бог нека не води, а сега нека дојде Ивана, остатокот од презентацијата, и уште еднаш се извинувам за моите емоции, но не сакав да го споделам, ама можеби требало да го споделам за охрабрување на некого. Поздравувам јас, драги присутни. Ќе ви го поставам прашањето кое нас постојано ни го поставуваат, дали ги носиме своите Библии. Да? Не баш? Библијата од мобилен не е Библија. Тоа го увидовме, како што каже и Елена.
Од тука отидовме едни, а се вративме други. Искрено се надевам дека не е само моментален ефект под импресии, туку дека вистински и искрено ќе продолжиме. Кога му поставивме прашање на брат Андреја, дали има кодекс на облакање, и он ова ни го кажа. Не, вика, нема кодекс на облакање, не е нешто специјално, само вика жените носат сукњи, фустани, вика, подлоги да се под колена, да не е кратко, да не е разголено, вика, и мажите, вика, не носат неептен кратки ракави, туку да се на некоја пристојна должина. И ние викаме во ред, пошто ние тука сите научени да носиме панталони, тренерки, викаме, ајде, ќе се научиме да носиме и фустани. После, на почетокот викаме, тоест мојата помисла беше, па добро, како ќе издржиме, па леле, па тие толку многу, викам, се ептен строго се држат, и размислував и после, кога стигнавме, кога увидов, кога начинот на кој живеат, кажав, Господа, прости ми, ниту 5% не живееме библиски како што треба да се живее. Многу беве засрамена. Денот ни почнуваше во 6:15, имавме собирно место пред самата хала, пред шаторот. Од 6:15 до 6:30 беше читање на стих од Библија и на кратко објаснување на стихот, и после сите заедно како група идавме во шумата. Видеото мислам дека веќе завршија, во левиот доле нагол може да видите, не знам дали добро се гледа, има човек како клечи, секој еден од нас си наоѓаше свое дрво, каде што се молев, ми имавме половина час на молитва, и можам да кажам дека додека се движевме низ шумата, таков мир, таков спокој имаше, да се чувствуваше Божјото присуство. На целата таа површина, на целата земја, додека бевме на кампот. И на крајта се враќавме повторно назад на утринска мана. Утринската мана ни беше духовна порака, која има говорниците, стално ротира. Од 7 до 8 часот, во 8 часот имавме телесна храна. После тоа во 10 часот ни почнуваше семинарот. Главно целата тема на кампот беше за параболите за крајот на времето. Сите параболи ги разработува. Веќе од 10 часот почнуваше семинарот, некаде до 11:30 имавме кратка пауза од половина час. Во 12 часот, се споделува искуства. Такви искуства слушнавме на луѓе кои што се мачат да го прослават Бога и да живеат, такви напади имаат, да просто викам, ние стварно многу сме ладни, многу си имаме изедначено со светот. Веќе во 1,5 часот имавме ручак, и тука после ручакот имавме малце подолга пауза, каде што можевме да се одмориме или да се прошетаме ако сакаме. И вториот семинар почнуваше во 4:30. И траеше некдека до кај 6 часот. Во 6 часот вечеравме, тоа беше последното јадење од текот на денот, и после вечерот имавме уште еден семинар од 19 часот и 30 минути од 19 часот до 9:30. И веќе сите давме на спијање. Имам едно прекрасно искуство кое го имавме во Хагота. За време на богослужението, тоа беше 30, само секунда да си проверам, 37 беше, 30 јули. И попладнето, вечерта тоа беше сабота. На попладневното богослужение, тоа е семинарот кога го имавме, почна пастор Дейрон да зборува на почетокот, како зборуваше, како објаснуваше. Андреа преведуваше на романски јазик, од англиски на романски. И
имаше 4 звучници во халата и стварно добро се слушаше. Како почнаа да зборат, небото се отвори, таков силен порен дожд падна, ништо не се слушаше, до максимум ги има ставено звучниците. Шаторот почна да се тресе и ја викам, леле, изгинавме тука. И Андреја вика, јас се извинувам, ќе прекинеме програмата, нема да имаме веќе богослужение, но вика ќе се молиме. Ама нема да се молиме, вика, за да престане дождот, затоа што вика ние тука се молиме Бог да не благослови со дожд, за да може, вика, затоа што имаме голема криза за вода во Романија. Вика ќе се молиме, вика само малку од малку да се смири. И имавме молитва, пеевме песна. Повторно имавме молитва, само што завршивме со песната, со втората песна, невремето престана. Имавме време да отидеме до шаторите, до куќите кај што беа постарите лица и децата сместени. И на времето беше прекинато само додека да се сместиме и повторно почна да врне. И многу бевме благодарни на Бога за тоа искуство. И можам да кажам дека кога идеш со вера и кога целосно искрено го предаваш животот на Бога, дека Бог прави чуда. Може на следниот слайд да преминеме. Имавме исто и тркалезна маса го вика, каде што пастор Дейвис Шон, Дейрон Тензли, брат Андре Рошано и Марко и разработуваат теми исто поврзани со параболите, но имавме кој сакаше прашања да поставува и на тие прашања да даваат одговор. Претежно беа за семејствата, за одгледувањето на децата и за правилен начин на кој што треба ние да живееме според Библија. Не знам ако многу информации, не знам дали се пренесов. Имам една желба до вас. Дали може да се помолиме на колена пред да ја споделам кратката порака со вас? Да паднеме на своите колена, која е во можност. Татко Небесен, фала ти, слава ти што ни ја подари оваа прилика да може да презентираме сето она што го доживеавме и што можевме да го видиме во Хагота. Татко, и вете се предаваме целосно во твоите свети раце, да ти наводиш во овој дел, да ти проговориш преку мене на сите нас, да ни отвориш срцата и душите, да може сето она што е од тебе да го слушнеме, да го разбереме и да го примениме во нашиот живот. Ти, татко, делувај на секој едно срце и те молам да ми подариш мудрост како на правилен начин да пренесам пораката која по твоја волја, татко, чуја молитвата и благодарноста која потуваме до тебе во Христово име, Светиот Дух. Амин. Ќе ги отвориме нашите Библии во Матеј 25 глава од првиот стих до 7. Матеј 25 глава од 1 до 7 стих. Тоа е параболата за 10 девици и вели вака: тогаш небесното царство ќе биде како 10 девици кои ги зедоа своите светилници и му излегоа во пресред на младоженецот. 5 од нив беа неразумни, а 5 мудри. Зашто неразумните зедоа со себе светилки, но не зедоа масло, а мудрите зедоа масло во садовите со своите светилници. Бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа. Слушајте внимателно. Бидејќи младоженецот се забави, сите задремаа и заспаа. А на полноќ се чу викање: еве го младоженецот, излезете му во пресред. Тогаш сите оние девици станаа и ги приготвија своите светилки. Можеме да видиме дека маслото зашто е символ? За Светиот Дух. Дали ние сме доволно будни? Не. За жал не. Спиеме затоа што си имаме изначено со светот.
Сите се наоѓаме своји изговори дека ние, околината која што не обкружува, затоа така ни се случуваат, но ајде да видиме Елена Вајд што вели за Исус, во какви услови живел и каков пример ни е тој. Вика вака: Исус е поставен таму каде што ќе се провери неговиот карактер. Било неопходно постојано да биде предпазлив за да ја сочува својата чистота. Бил подложен на сите борби со кои се соочуваме и ние, за да може да ни биде пример во детството, во младоста и во зрелоста. Сатаната бил неуморен во своите напори да го совлада детето од Назарет. Уште од најраните години Исус го чувале небесните ангели, па сепак неговиот живот бил долга борба против силите на темнината. Фактот што на земјата постои живот низвалкан со злото, го навредувал и го збунувал кнезот на темнината. Немало средство со кое не се обидол да го фати Исуса во стапица. Ниту едно дете на човечкиот род нема никогаш да биде повикано да живее во свет живот сред толкова жестока борба со искушението, како што тоа било случајот на Спасителот. Исусовите родители биле сиромашни и зависеле од секојдневната макотрпна работа. Бил запознаат со сиромаштвото, со самооткажувањето и со скудноста. Ова искуство било негова заштита. Во неговиот трудолюбив живот немало мигови на безделничење, за да го повикаат искушението. Немало безцелни часови, што би му отвориле врата за порочно дружење. Колку што било можно, тој му е затварал вратата на искушувачот. Ниту заработувачката, ниту задоволството, ниту одобрувањето, ниту прекорот не можеле да го наведат да се согласи на лошо дело. Бил мудар да го препознае злото, а силен да му се спротистави. Христос бил единствено безгрешно суштество што живеело на земјата, иако речиси 30 години живеел меѓу порочни жители на Назарет. Овој факт е укор за оние што мислат дека неизвалканиот живот зависи од местото, од богатството или од напредокот. Искушението, сиромаштвото, несреќите се вистински систем за обука, потребна за развивање на чистотата и постојаноста. Исус живеел во селскиот дом и верно и радосно го носел својот дел од товарот во домаќинството. Бил заповедник на небото и ангелите, со радост го исполнувале неговиот збор. Сега тој бил ревносен слуга, послушен син, полн со љубов. Учел занает и работел со своите раце со Јосифа во дрводелската работилница. Дали имаме оправдание? Дали имаме оправдание за она што ние го избираме? Затоа што сето она ние што го работиме, сето она што Бог ни го дал нашето слободно време, дали имаме оправдание дека околината што не обкружува е виновна за тоа што ни се случува? Ајде да отвориме во 1 Тимотеј, 3 глава, 15 стих. 1 Тимотеј, прво послание до Тимотеј, 3 глава, 15 стих. И вели: ова ни е насока од Бога дадена, но во случај да се подзабавам, да знаеш како да се однесуваш во Божиот дом, кој е црква на живиот Бог, столб и потпора на вистината. Дали сме вистински обратени? Често прашање го слушам и често ни се поставува. На едно од семинарите кога беше, имаше поставено прашање. Вика, како е возможно да се прослави Бога, да го прославуваме ние Бога, а си ги немаме променато карактерите? Не сме се помириле, вика, искрено со браќата и сестрите, со пријателите, со сите што не обкружуваат. Дали Бог ја прифаќа таа слава, негова слава, што треба да биде? Треба да бидеме чисти и искрени пред Бога. Затоа што само ние си се залажуваме дека сето она што го правиме за да го прославиме Бога. Во
Прва Коринтијаните, 10 глава, од 1 до 4 стих. Вели вака: не сакам да ви остане непознато, браќа, дека сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето, и сите се крстија во Мојсија, во облакот и во морето, и сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеа иста духовна напивка, зашто пие од духовната стена која ги следеше, а таа стена беше Христос. Дали ние нешто поразлично примаме од нашите предци? Дали ние нешто поразлично учиме од нашите предци? Се е исто. Ама се зависи од нас дали ние искрено ќе го прифатиме Бога. Дали искрено и чисти ќе чекориме по неговиот прав пат. Не сакам да ве гневам многу, но сакам само да ви кажам дека времето е многу близу. Дека треба многу големи промени да направиме во нашите животи. Дека сето ова што ни се случува сме многу заспани. Толку си имаме изедначено со светот што не можеме да ги видиме настаните. Сите ние збориме и кажуваме како треба да биде, што треба да биде, но треба да кажеме стоп. Треба да го живееме животот како што го знаеме во теорија дека така треба да биде. Искрено се надевам дека Бог ќе одговори на секоја една молитва. Да се запрашаме дали на вистински начин и правилен начин знаеме да го прославиме Бога. Дека треба промените сега во овој миг, затоа што следната секунда не знаеме дали е наша. Не знаеме што ќе се случи подоцна. Во овој миг, сега, да направиме нашата промена во нашите срца и во нашето живење, да кажеме Господа, целосно ти се предаваме на Тебе, затоа што не е наше. Нашите замисли се многу големи, но Господовите се многу поголеми од нас и верувам и сите сме свесни дека Бог ни ги дава најдобрите работи што треба за наша заштита, за негова прослава да бидат. Бог нека ни помогне да чекориме правилно по неговиот прав пат, да не отстапуваме од него. Имам една молба до сите вас. Додека бевме во Хагота, увидовме многу работи. На тие луѓе има многу потребна нашата помош. Требаат многу молитви. Многу молитви, Бог да им даде таква сила. Потребни се многу финанси, иако не го кажуваат тоа. Имаме многу голем поздрав од Андреа, тоа заборев на почетокот да го споделам. И вели вака: Македонија ми е во срцето, вика, толку благословена, вика, земја не сум видел. И вика, сакам сите многу да ги поздравиш од мене. Сега за скоро време треба да дојде, за наредна седмица 2, не знам точно, не кажа точно кога ќе дојде. И вика, многу ми е жал што толку благословена, вика, земја имате, а не знаете да цените толку многу. И сето она што ни се случува и што го имаме, не е никој виновен тук, самите ние. Да ги имаме во молитва. Кој може, нели, како може, не знам. Значи, некој да се договориме или не знам како да направиме, финансиски да ги помогнеме, но во молитва постојано да ги имат. И имаме повик, наредна година, здравје Боже, ако се организира, ќе се организира повторно кампот, може би нема да биде 10 дена, пошто оваа година е првата година каде што е 10. Секоја година била по 7 дена и имале по 2 кампа во текот на годината. Но оваа година е 10 дена и беше 10 дена и имаме повик да отидеме. И стварно се надевам дека во многу поголем број ќе отидеме и сето она што ние го искусивме и го видовме, дека и сите вие ќе можете да го вкусите. Бог нека ни помогне во нашите одлуки. Амин.